Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Ова е наше прво издание во новата сезона, инаку седма од воспоставувањето на 360 степени на телевизија Алсат во 2014-та. И во оваа сезона остануваме во истите термини, секој понеделник и петок од 22 часот. Еве што одбравме како теми за вечерва. Владините партнери договориле Трампа и на директорски места. Пошта, Фондот за пензиско, Македонија пат одат кај СДСМ, МЕПСО и државни патишта ги добива ДУИ. И новите директори по старата партиска шема. Законот за висока раководна служба заглавен во собранието. Доколку има некакви промени на раководни места на институции, ќе мора да се прават согласно сегашните законски решенија. Може да продолжи расправата по однос на законот, тој да се донесе пред изборот и именувањето на новите функционери. Хорор сцени на депонијата Русино кај Гостива. Од депонијата неконтролирано тече изседок. Од тука се слева во Сушичка река и во полето. Ова не е ни депонија, ова е диво џубиште. Because the rule of law is not only the courts. The rule of law is also that you don't smoke inside the restaurants if it's not allowed. The rule of law is also that you don't park on the street wherever you want. Евроамбасадорот Жбогар пред заминување од Северна Македонија. Како здравствените власти се подготвуваат за есенско-зимски бран на COVID-19? Планираме рестриктивни мерки најпрво за одредени региони, општини, делови од градови, населби и така натаму, каде што епидемиолозите ќе оценат дека навистина има голема трансмисија на вирус. Следува блок рекламни пораки, па најавените стории. Се враќаме за неколку минути. Гледате 360 степени. Партнерите во власта трампаа дел од ресорите во владата, а тој пристап, според нашите сознанија, продолжува и за пониски, но не помалку важни места во јавниот сектор. Но ако министрите се чисто политички именувања и доаѓаат по партиски клуч, за директорите на агенции, јавни предпријатија, фондови има процедура која во значаен број случаи подразбира конкурс и исполнување професионални стандарди. И покрај тоа, досега процедурата редовно беше само формалност, а партиската припадност повторно беше клучна за именувањата. Се упатува на тоа дека така ќе биде и овој пат, иако за време на претходниот мандат на СДСМ и ДУИ беше подготвен закон за висока раководна служба, кој требаше да го објективизира изборот на директори. Докаде е законот и имали надежи дека нешто може да се смени на подобро, од Петар Клинчарски. Зградите на МЕПСО и на Македонска пошта се соседи на кејот. Ги разликува тоа што енергетската компанија, која лани имала приход од 89 милиони евра и 7 милиони добивка, ја води СДСМ, а пошта, која лани имала 19,5 милиони евра приходи и 1 милион евра загуба, со години ја води ДУИ. Во новата влада, коалициските партнери ќе ги заменат местата. Прв пат по подолго време, СДСМ ја добива пошта, а прв пат воопшто ДУИ го добива директорското место во МЕПСО. Според информациите на 360 степени, веќе се договорени и дел од другите крупни директорски фотели. Освен пошта, ДУИ по подолго време го отстапува и фондот за ПИОМ, Македонски железници инфраструктура и Македонија пат, каде ќе седнат кадри на СДСМ. Социјалдемократите пак се откажале од државни патишта, каде ќе дојде кадар на ДУИ. Откако партнерите ќе ги поделат местата, останува најважното, кој ќе ги води тие институции. Досега и покрај задолжителните конкурси, на тие позиции седнуваа партиски кадри. Пред 2,5 години, министерот за администрација Дамјан Манчевски вака ја бранеше таа пракса. Значи, вие треба да имате спремна екипа, тим со кој што треба да ја спроведете програмата на владата. Ако тоа не е така, тоа што ние не треба да правиме програма на влада, треба да се избереме професионалци кои што никој не ги познава, ниту ние, и сите да се спроведуваат тоа што сакаат. Од таа изјава до денес токму Манчевски туркаше да се донесе закон за висока раководна служба, според кој државните секретари и барем дел од директорите би се бирале по професионални, а не по партиски заслуги. Но предлог законот е заглавен во собраниска процедура уште од лани во декември.
Веќе го помина првото читање во собрание, значи дека може да продолжи расправата по однос на законот, тој да се донесе пред изборот и именувањето на новите функционери и односно на новите директори на одредени институции во извршната власт. И затоа велам дека е сега вистинското време да се обидат да го стават во примена овој закон и да демонстрираат од една страна политичка одговорност, дека навистина на високите раководни позиции ќе дојдат квалитетни луѓе со компетенции. Суштински, предлог законот предвидува пракса спротивна од сегашната. Политичките партии да не избираат своји кадри, туку да се изберат најкомпетентните кандидати. Гаранција за партиите дека непартиските кадри нема да се претворат во соло директори е тоа што избраните професионални кадри ќе мора да се залагаат за спроведување на политиките на владата. Малеска Сачмаровска од Центарот за управување со промени, организација која учествуваше во изработката на законот, вели дека без законот ќе продолжи познатата шема. Доколку почнеме со примена на овој закон, веќе ќе воспоставиме некаков процес, ќе можеме да видиме, да воспоставиме процес во кој што сепак имаме малку, барем едно изземање од тие влијанија на политиката врз функционирањето на институциите. Сепак, речи си и да нема шанси новите директори да се изберат според нови правила. Владеачките ДУИ и СДСМ обвинуваат дека причината е тоа што ВМРО-ДПМНЕ го кочи законот со бројни забелешки. Планот на СДСМ е законот одново да влезе во процедура, откако ќе се изберат комисиите во собранието. Но носењето на законот може да трае и 2 месеца, а роковите во него предвидуваат цели 9 месеци за формирање на комисијата, која треба да ги спроведува постапките за избор на директорите. Тоа ќе значи дека доколку има некакви промени на раководни места на институции, ќе мора да се прават согласно сегашните законски решенија, но она што ние го кажавме минатиот пат и сега повторно го декларираме, дека веднаш откако законот ќе биде донесен, сите постоечки носители на јавни функции, односно поново висока раководна служба, високи раководители, ќе мора да поминат низ тој филтер. Токму една од главните функции, од главните задачи на новоименуваниот заменик председател на владата, задолжен за борба против корупција, одржлив развој и човечки ресурси, ќе биде овој процес. Значи, евалуацијата на постоечките раководни кадри, на нивната работа и евентуалниот избор на нови да биде во еден отворен и транспарентен процес. Манчевски вели дека промената на избор на директори е неопходна и поради намерата на земјата да стане членка на ЕУ. Но вели, ќе им олесни многу и на партиите. Ова ни елиминира и потребата за многу можеби незгодни разговори што ги имаме внатре во самите партии. Не е секогаш едноставно и лесно да се каже на некој да или не за нешто. И она што навистина ме радува е дека ние кога го подготвувавме овој закон, и Зоран Заев и тогаш се консултиравме и со Али Ахмети, апсолутно целосно застанаа зад овој начин на избор. Првиот вице-премиер и министер за политички систем во новата влада, Артан Груби, смета дека именувањата на директорите нема да се случат толку брзо и дека со коалициските партнери утврдуваат како да се постапи при нивниот избор. Во најлош можен момент, со неусвоен закон, со стари законски решенја, граѓаните треба да бидат убедени дека ќе избереме најдобри можни решенја, затоа што всушност тие решенја за да ги предводат тие институции ќе мора да имплементираат владина програма и ќе мора да имплементираат проекти кои што ќе бидат за доброто на граѓаните. Не може да си дозволиме некадарни луѓе да ги предводат институциите, затоа што од тоа ќе се мери исто така и успехот на оваа влада. Го прашавме Груби на кој начин ќе ги убедат граѓаните дека на директорските функции ќе застанат кадарни луѓе, а не партиски послушници. Со транспарентен начин, со транспарентно работење, со вклучување на сите интересни групи, зависно од тоа за која институција разговараме. Свртуваме нов лист и ние во ДУИ, и тие во СДСМ, и воопшто владата на Република Северна Македонија. Суштината на системот кој би требало да го промени начинот на избор на директори и други раководни позиции е процесот да го води посебен државен орган избран од собранието, Комисија за висока раководна служба.
Таа ќе распишува конкурси, ќе ги оценува кандидатите и најдобрите тројца, ќе ги праќа како предлог до министерот или владата. Дискрециско право на извршната власт е кој од трите предлози ќе седне во директорската фотелја. Дали решението ќе значи стара пракса во ново пакување или навистина ќе им ги врзе рацете на партиите, во најдобар случај ќе се знае за 1 година од сега. Евроамбасадорот Самуел Жбогар, кој за 1 недела ја завршува дипломатската мисија во Северна Македонија, вели дека она што најмногу го разочарало во изминатите 4 години мандат во земјава е вмешаноста на Катица Јанева во случајот Рекет, но и начинот на кој граѓаните го разбираат принципот на владење на правото. I mean, the disappointment in the rule of law is not only about disappointment with special prosecutor. It goes further. Disappointment with perception of the rule of law with among citizens here, because the rule of law is not only the courts. The rule of law is also that you don't smoke inside the restaurants if it's not allowed. The rule of law is also that you don't park on the street wherever you want. So I think that's disappointing for me when I see cars parked on the bike lanes. That's the rule of law, and so I think here that would be the biggest disappointment. Let's say the notion of about the rule of law, the mentality. Во интервјуто со колегата Владимир Мирчевски, амбасадорот на ЕУ зборува и за тајмингот за одржување на првата меѓувладина конференција или де факто почетокот на преговорите за членство, за ставот и можните пречки од Бугарија, за тоа што во суштина значи пристапувањето кон Унијата. Целиот разговор ќе го видите подоцна во емисијата. Катран црна течност се цеди од депонијата Русино кај Гостивар, формира поток, па езерце и завршува во Сушичка река и полето. На депонијата ќе ве затекнат и други застрашувачки сцени, како например на празни ковчези, најверојатно починати од COVID-19. Граѓаните од Гостивар и околината решија овој пат да бидат упорни во барањето за затворање на Русино, но тоа според надлежните не може да се случи ни лесно, ни брзо. Зоран Јовановски. Ова е депонијата Русино кај Гостивар. Направена без никакви стандарди, ја уништува животната средина речиси 2 децении. Последниот пожар што го зачади регионот ги крена на нозе екоактивистите. Нашата цел е затварање на дивото џублиште Русино. Тоа е неприфатливо за надлежните. Не е возможно, а не е ни правилно. Депонијата ја користат речиси сите полошки општини. Не се знае кој е сопственик на депонијата. Општина Гостивар сигурно не е. Надеж е проект за модернизирање на депонијата финансиран од швајцарската влада. Најважното нешто во моментов е таа локација да биде под контрола. Но активистите не попуштаат. Ноќна смена на блокадата на патот што води кон депонијата Русино кај Гостивар. Активистите на граѓанската иницијатива Стоп Русино повеќе од 1 месец чуваат стража. Мотивирани се да истраат во барањето за целосно затворање на депонијата. Преку ден повеќето се на работа, преку ноќ се собираме, вака повеќе. Сега како издржуваме? Можам да речам најубаво издржуваме, зашто се работи за наше здравје. Kemi kërkesat tona që të përmbushen të gjitha atë se çka kërkojmë ne. E jo vetë se të jenë llafe boshe ato se çka I thonë ato. Ne jemi këtu 24 orë dhe vazhdojmë të qëndrojmë këtu për ju Gostivarës. Дневните смени се со помалку луѓе, но задачата е иста. Да се пропуштаат само камионите со ѓубре на Гостиварски комуналец, кои се на списокот што го имаат активистите. За отпадот што досега овде го депонираа останатите полошки општини, рампата е спуштена. Прво лично, како граѓани на оваа држава сум разочаран што нема никаков слух и сме третирани како да бараме нешто абстрактно, а ние тука бараме нешто што е нелогично и абсурдно да се реши, да се затвори депонија која што постои 20 години и загадува и почва и воздух. Депонијата е на неколку километри погоре од стражарската позиција.
До неа води пат кој во најголем дел е земјен. Од птичја перспектива се гледа колку блиску е градот. Кога ѓубрето гори, чадот лесно стигнува до таму. Ова се снимки на екоактивистите од пред речиси 1 месец, кога ѓубриштето се запали, што беше и повод за нивните протести по гостиварските улици и поставувањето блокада на патот. Надлежните попуштија под притисокот, но само со брзи мерки за санација. Голем дел од отпадот сега е прекриен со земја. Камиони постојано овде истовараат ѓубре. Потоа куповите се зарамнуваат со механизација и треба постојано да се затрупуваат со земја. Од депонијата неконтролирано тече исцедок, црна течност за која познавачи тврдат дека е многу штетна за околината. Овој поток води кон старата депонија која е малку подолу и таму формира езерце. Од тука се слева во Сушичка река и во полето. Според чадот кој излегува од ѓубрето, најверојатно и оваа депонија е активна. Еден од активистите на Стоп Русино сакаше да ни докаже дека депонирањето овде е неконтролирано, покажувајќи ни што се остава на Русино. Што е? Лимење, овој корона. Празниот ковчег најверојатно е отпочинат од COVID-19. Како што може да видите, ова не е ни депонија, ова е диво ѓубриште. Се наоѓа негде на околу 850 метри надморска висина, која е обиколена со прекрасна шума, прекрасна природа, која секој нормален човек би се запрашал што барува овде. На околу 2 километри од депонијата е селото Сушица. Никола Трпески со пријателите прави домашна ракија. Раскажува дека тие се противеле на отворањето на депонијата пред речиси 20 години. Од причини кои денес се покажале оправдани. Пред депонијата нашево село, долу реката, значи садевме пченка, садевме кромпири, пиперки, патлижани, значи сите градинарски производи успеваа доле. И откако почна да се направи депонијата, кога се зголеми, рекиве сега од депонијата се истечува водата и реките се катран течат. Више тоа не е за употреба. Ние више сме уништени први, нашето село. Надлежните, иако често споменувани, тешко е да се посочат. Градоначалникот на општина Гостивар, Арбен Таравари, вели дека нема ингеренции. Во март 2018 година, само 5 месеци откако бев назначен за градоначалник, премиерот, тогашниот премиер и сегашниот истиот, ги зема сите ингеренции за сите регионални депонии, вклучувајќи го и Русино. И од тогаш практично ние како општина Гостивар единствено што можеме да направиме таму е да внимаваме да не носат отпадоци од други градови, да затрупаме кога ќе се донесат отпадоци, меѓутоа не се знае кој е собственик на депонијата. Општина Гостивар сигурно не е. Од владата пак велат дека донесувањето одлука за давање согласност од Советот на општината не значи одземање на ингеренциите за управување со отпадот. Согласноста се однесува на воспоставување регионален систем за управување со отпадот, односно регионална депонија и придружна инфраструктура, зашто владата се ангажира во сите 8 плански региони. Во дел, регионални депонии ќе се прават со пари од ИПА, во дел со пари од ЕБРД, а за Русино и Полок се обезбедени пари од швајцарската влада. Оно што успеавме да го направиме со овој проект финансиран од швајцарската влада е да ги подготвиме сите неопходни документи за да можеме понатаму да го развиваме системот. Последната фаза е тие брзите мерки кои што треба да се имплементираат на локацијата во Русино, што подразбира дека таа локација ќе биде ставена под контрола. Што значат брзите мерки, објаснуваат од Полошкиот плански регион, кој е носител на проектот поддржан од Швајцарија. Ни дадоа средства за да се справиме со исцедокот, тоа е да направиме еден систем, привремен би рекол, за третман на исцедокот, поставување на вага, за да можеме уште во оваа фаза да можеме да мериме кој колку носи од општините, за да можеме и да наплатиме по фер основа, по основа за загадувачот плаќа, како и да се направи еден систем, привремен би рекол, за третман на исцедокот, поставување на вага, за да можеме уште во оваа фаза да можеме да мериме кој колку носи од општините, за да можеме и да наплатиме по фер основа, по основа загадувачот плаќа. Како и
некои средства за изградба на пристапен пат до самата вака. Потоа би следеле дополнителни инвестиции за модернизација со кои би се отстраниле сите ризици по животната средина. Експертите кои работат на проектот сметаат дека така депонијата Русино може да се користи во следниве 8 до 10 години. Период што би се искористил за одредување нова локација за регионална депонија. Нова локација прво треба да се најди. Второ, за неја треба да се изработи урбанистичко-планска документација. Потоа треба да се подготви техничка документација за изградба на самата депонија, да се добијат сите дозволи, па да отпочне со работа. Значи, сето тоа одзема многу време и Русино всушност представува една транзиционо решение кое што ќе не доведе до фаза да во Полок имаме депонија согласно сите стандарди и сите препораки на Европската Унија. Активистите на Стоп Русино пак не се задоволуваат со ништо помалку од затворање на депонијата сега и веднаш. Се надеваме дека владата ќе ни даде поддршка и ќе се затвори тоа конечно. За 15 дена завршува летото, а со тоа и одморите кои годинава поминаа во знакот на затворените граници поради COVID-19. Во домашните туристички центри кои беа полни со гости од земјава, на плажа и во кафеана брзо се заборави на коронавирусот. Но во болниците и понатаму многумина се борат за здив и живот. Ирена Каревска прави пресек на искуствата со епидемијата досега и ги прашува здравствените власти како се подготвуваат за периодот кога со коронавирусот ќе се измешаат сезонскиот грип и настинките. Македонскиот Вухан го нарече јавноста Охрид како аларм дека градот може да стане жариште на COVID-19. Но додека за време на летните одмори едни пееа на журки, други се бореа за здив во болница. Мора што повеќе се заштитиме, затоа што во прашање се човечки живот. Тоа што се деша, што е во градот е еден свет, што е тука во болницата е сосема друг свет. Делумно поради новите кластери, делумно поради есента, здравствените власти се подготвуваат и за најлошо сценарио. Рано е да кажеме дали вирусот дефинитивно слабее. Колку ќе биде силен есенскиот бран и можно ли е враќање на старите рестрикции? Отидеме ли во аут со најцрни бројки, никој од нас нема да се либи да било што предложиме за спречување на понатамошно ширење на вирусот. Проценките на Центарот за јавно здравје во Охрид и останатите центри во земјава се дека дури 1/3 од новите случаи на COVID-19 во Македонија во последниот месец се поврзуваат со посета на места како Охрид и Струга. Според нивните анализи, сите се последица од масовни собири и настани на кои не се почитуваат мерките за заштита. Но на одмор се чини ретко кого го засега овој факт. Тука во Охрид не ни зборуваат ни за корона. И многу сум среќен и тоа е причината јас зашто не се враќам во Скопје. Затворените граници го направија Охридското езеро главен центар за домашните туристи. Па плажите и на крајот на август и почетокот на септември беа преполни. Се разликува од претходните години. Повеќе луѓе минуваат, да, хаос. И не се почитуваат ни правила, ни ништа. Не се почитуваат. Маските најчесто се носат како моден деталј или се обврска само за угостителите. Имат ризик, секако дека си имат, ама економскиот ризик мислам дека повеќе не чинеше. Многу малку има што има маски. Меѓутоа, ако сме релаксирани, добро е. Тоа е нашата култура, нашата совест, а што ќе биде тоа зависи од нас. Дел од локалното население стравува од нов раст на епидемијата. Други пак остануваат генерално сомничави. Од каде знаат тие? Од каде да ги прашаш? Од каде кој им кажа? Сигурно по телефон им јавија, слушајте, сега ќе ви ало, кој е на телефон корона, сега
Сега да знаете, чувајте се. Ова е нешто филмовано, ова е сомнително нешто е. Но оние што го почувствувале вирусот, не се сомневаат во неговата подмолност. Како си, дедо? Добар си? Во нормални околности, Дејан Лескаровски ќе беше на фудбалскиот терен, но коронавирусот го донесе на друго место, инфективното одделение во Охрид. Нема граници во годините, јас 34, па имав тешки симптоми, да речем. Значи не бира години болест, вирусот. Се тестирал преку скринингот на Фудбалската федерација, во чии рамки се открија повеќе позитивни случаи. Јас се штитев најмногу што можев, али пак ево го почувствував тој вирус и голема грешка се прави тоа што одат на журки. Затоа што нашколно не сакаат да одат, а на журки одат истите луѓе, истите деца. Тоа е голема грешка. Во Охридската болница полни се и машкиот и женскиот оддел за болни од COVID-19. Бевме 3 дена Албанија и после, ама оттаму почнав, не бев арна оттаму и се вратив. Па не го сваќавме сериозно, на вистина. Не го сваќавме и не држевме и мерки, маски, ама... Во еден ден, тука се трошат и по 20 на боци кислород. Поради пандемијата, болницата е речиси целосно реорганизирана. Вакво лето сме немали во Охрид. Доста, значи, оптовареност од ковид, оптовареност од туристи, оптовареност на болницата на сите можни начини. Ние имаме вака една константа моментално, каде што ако ги следите бројките, ќе видите дека нема ден во Охрид да нема по некој позитивен. За да може да се обезбеди повеќе простор за лекување на пациенти со коронавирус, на местото на зеленилото во болничкиот двор ќе се гради ново инфективно одделение, по примерот на монтажната болница во Скопје. Не верувам дека ова така лесно ќе заврши. Меѓутоа, подобро да се спремни него нешто да не изненади. Новата монтажна болница во Охрид е една од планираните 16 такви објекти низ земјава. До сега болни од коронавирусот се лекуваа во болниците во Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Гостивар, Велес и на инфективните одделенија во Охрид, Струга, Битола, Прилеп и Кавадарци. Новите 16 привремени COVID-19 центри ќе се финансираат со пари од Светската банка. Освен во градовите каде веќе се лекуваат потешки случаи од болеста, монтажни болници за COVID-19 ќе се градат и во Гевгелија, Струмица, Кичево, Дебар, Кочани и Ресен. Целта на здравствените власти е пред очекуваниот есенско-зимски бран да има доволно место и за COVID-19 пациенти и за оние со други здравствени проблеми. Имаме зголемен број на новозаразени во повеќе градови во Македонија, Прилеп, Велес, Куманово, Скопје, кои што новозаразени потекнуваат од илинденските празници поминати овде во Охрид. Тоа се претежно млади луѓе од 20 до 35-40 години, кои што се однесувале неодговорно или пак нивните блиски се однесувале неодговорно и ја добиле заразата. Згора на тоа не ги рачунаме оние што се асимптоматски, кои што не можеме ни да ги откриеме, кои што биле овде. Добро вечер, Струмица! Освен од забавите во туристичките центри, нови заболени доаѓаат од разни собири, тајни семејни веселби и концерти без маски и дистанца. Сепак, генералната слика што ја гледа јавноста е дека интензитетот на епидемијата има упаѓачка тенденција. Денешните податоци од Министерството за здравство покажуваат дека во земјава има 2018 активно болни од COVID-19, што е двојно помалку од крајот на јули, кога имаше речиси 4200. Но генералната слика може и да лаже. Според последната анализа на Институтот за јавно здравје, во моментов има широко распространета трансмисија на вирусот во Скопје, Гостивар, Прилеп и Куманово. Дел од општините на истокот на државата пак се во така наречена фаза 3, што значи локализирана трансмисија.
Првиот човек на Комисијата за заразни болести, Жарко Караџовски, епидемиолошката состојба во земјава ја оценува како стабилна и под контрола. Но и самиот вели дека го плашат новите туризам и забава кластери. Следливоста на кластерите е до тамо дојдена да ние ги познаваме оние што биле на иста свеченост или биле на иста, во наводници, журка. Меѓутоа, бидејќи сега имаме локална трансмисија меѓу населението, дел од овие не можеме да ги пофатиме. Зошто? На прашањето не е како порано да ги кријат податоците, него едноставно сум бил на повеќе места, сум бил со повеќе групи, сум бил со повеќе луѓе. На клучното прашање, дали вие и групата имавте заштитна маска? Не. Тоа е нашиот најголем проблем во моментот, што луѓето се олабавени. Според министерот за здравство Венко Филипче, ризикот за ширење на болеста секаде е ист, бидејќи луѓето се раздвижени. Смета дека бројките сами по себе не значат ништо, туку дека е важно колку од заболените ќе завршат во болница и дали навреме ќе се откријат потенцијалните кластери. Нашата проценка е, но повторно ова со една резерва, заради тоа што го кажав на почетокот, не можеме апсолутно никогаш да бидеме сигурни. Можно е да има одреден притисок кон болниците, поголем, на крајот на декември и во текот на месецот јануари. Тогаш е најголемиот притисок и од сезонскиот грип и од настенките. Значи, се спремаме за тие месеци да имаме целосно спремни болнички капацитети. Иако монтажните болници како во Охрид се уште стојат само на хартија, Филипче уверува дека државата е подготвена. Вели Министерството е наготов да ги постави, штом добие зелено светло од Светската банка. Обезбедени се и тестови и медицински кадар. Ако состојбата ескалира, не исклучува рестрикции, пред се во угостителството и движењето. Планираме рестриктивни мерки најпрво за одредени региони, општини, делови од градови, населби и така натаму, каде што епидемиолозите ќе оценат дека навистина има голема трансмисија на вирусот. Сметам дека нема да има потреба, ама повторно ќе кажам дека ова го кажувам со резерва, за некоја голема рестрикција на движењето, по оној пример кој што го имавме на почетокот, заради тоа што сметаме дека со овие таргетирани мерки, согласно искуствата кои што сега ги имаме, ќе го постигнеме саканиот ефект. Ригорозни мерки во моментов не посакува и шефот на Комисијата за заразни болести, но и Караџовски вели, ако мора, ќе се воведат. Па вајде нема да дојдеме до тамо да можеме да кристална јасна ситуација во која што мерката треба да ја спроведе населението, ние да даваме нови мерки. Полициски, водредни состојби, карантини, полициски час и тие работи. Не е во ред тоа. Затоа што свеста на населението е до тамо дојдена, да ние очекуваме секој поединец да се грижи за своето здравје и секој поединец да даде придонес кон колективното здравје. Додека здравствените власти се одговорни за диагностика и лекување на болеста, се додека нема вакцина, превенцијата зависи од поведението на секој граѓанин. Оние кои имаат свој близок што се бори за здив, не ги интересира кој како ја сваќа заканата. Единствено им е важно, нивните најмили, што поскоро да им се вратат дома. Словенецот Самуел Жбогар деноиве ја заокружува амбасадорската мисија во земјава во името на Европската Унија. Вели, заминувам од држава која е поразлична од онаа во која дојде во 2016-та, во позитивна смисла. Сепак, евроамбасадорот повторува дека не е доволно само да се сака да се стане дел од ЕУ, туку дека треба вистински да се сработи за да се постигне тоа. Интервјуто со Жбогар го води Владимир Мирчевски. Ambassador, is it realistic to expect that the first EU North Macedonia Intergovernmental Conference, which would mean de facto the start of the accession talks, can be held by December this year? Well, in order to have this intergovernmental conference, we need to have a common position, negotiating position within the European Union. We have been negotiating now for some time. I think we are restarting, member states are restarting now discussions this week on the basis of the paper that was prepared by the Commission. Once they agree, then the intergovernmental conference will be scheduled. I heard German presidency being very convincing and determined
to have this conference before the end of the year when they're still presiding. So I think that I can say, to answer the questions directly, I can say that I hope, and I think that we can be, that we can realistically expect, it seems we can realistically expect that this conference will be held before the end of the year. What is your position on Bulgaria's demands related to defining the negotiating framework for North Macedonia? Well, as I said, negotiating framework is still being discussed among member states. This is internal discussions, and it wouldn't be appropriate for me to comment on the positions of any member state within these close discussions that we have. What is important for me are common positions that come out of these discussions. The common positions that we have so far is the one from March, where all member states, including Bulgaria, were in favor of opening negotiations with North Macedonia. So this is, at the moment, I think I shouldn't go beyond that. If you were in a position to be Prime Minister of North Macedonia, what would you focus your energy on and your efforts in the coming months and years in order to ensure fastest possible integration of the country to the European Union? Well, luckily for you and for me, I'm not in that position. I think that your politicians know the best what needs to be done. European integration is not a process that is separate or that stands on its own. All we want to do, all we expect is that you put your house in order. That means that you provide a better life to the citizens, that young people will not be forced to leave the country, that there is a respect for the rule of law, there is protection of environment, there is protection of vulnerable people. That is what is European integration. The same thing as your citizens actually want. What European integration is just an additional engine that helps the country do that faster. And you know, as a rule, I think the process goes faster if you have unity in the country, if everybody is pushing in the same direction. So in that sense, I think it's important, since all the parties in the Parliament are supporting European integration, I think it will be important that there is a certain unity created for this strategic goal of joining European Union. So I think that's what I guess the government should focus on. And then I think you should make it, one thing is to have a wish of entering European Union. The other one is if you make that as a goal, and you're determined to reach that goal. You know, if you just wish and you wait that it will happen, it might not happen. So you really need to be determined, committed. You have to engage all forces, all talent that you have in the country. And then I think the success is more guaranteed. United, I think you're stronger and you will move faster. Do you see any pressing priorities at the moment? The pressing priorities is always the rule of law. In every negotiations that we open, we see the rule of law as the most important. We don't have separate priorities from priorities of your citizens. And I would expect for your citizens the rule of law, the feeling of the rule of law is a priority. The feeling of equality, of everybody being equal in front of the law, I think this is probably the priority. Having in mind political situation in North Macedonia, having new-old majority, new-old government, do you expect, or can Macedonia catch up with Montenegro and Serbia that are, let's say, far ahead in the EU integration process? I think you can go very fast. I believe that you can move very fast. It depends on you and depends on us. On our side, what we need is internal discussion about the future of European Union, the discussion that is going to start under the German presidency now, and it will last for a year and a half until the French presidency in
2022, the first half of 2022. This is when we are going to reflect on the EU 2.0, on the future of European Union, given different visions of Europe. And that is important also because we need to sort our house before we can accept new tenants, let's say, on our side. On your side, it also depends how committed, determined about your team, how is going to be prepared for negotiations, how eager is going to be to implement everything that will need to be done. Negotiations, as we all know, are not so much negotiations, they're more, and the country that is negotiating needs to implement the conditionalities to adjust to the EU laws, EU directives, EU values, and so on. So on your side depends how eager, how much you'll be prepared to reach the goal rather than just wishing that it's going to happen. Your work as an ambassador here ends in a week. If you had to single out most encouraging and most disappointing things that you have witnessed in the past 4 years, what would they be? Fortunately, there are more encouraging points than disappointing ones. But on disappointing one, I think the most disappointing one relates to the rule of law, specifically to Special Prosecutor Janeva being involved in racket case. I think this was, for us, for me also personally, maybe the biggest disappointment, shock in a way as well. And I felt with many citizens of this country of being betrayed in the trust that we put into the person herself. But the rule of law is not only about, I mean, the disappointment in the rule of law is not only about disappointment with Special Prosecutor. It goes further. Disappointment with perception of the rule of law with among citizens here, because the rule of law is not only the courts. The rule of law is also that you don't smoke inside the restaurants if it's not allowed. The rule of law is also that you don't park on the street wherever you want. So I think that's disappointing for me. When I see cars parked on the bike lanes, that's the rule of law. And so I think here, that would be the biggest disappointment, let's say. The notion about the rule of law, the mentality. The second one is the most encouraging one, or the positive one. I think that would relate to the youth of your country. I met many, or I talked with several young people, and the energy, the activism, the social responsibility, if you want, their realistic observation of the problems, their engagement, I think were really enlightening to me. And that's why also I was very happy to see high school students and high school association demonstrating that they want to go back to school. I don't want to say that they're right or wrong, but I was happy to see that they are mobilized, that they are, you know, that there is activism there, and that they want to raise their voice so that the society hears them. I think this is very encouraging. I think it's very healthy for the society when you have young people like that. Thank you very much for this interview for 360 Degrees, and Ambassador, I would like to wish you success and luck in your future endeavors. Thank you very much. I had a great time here. I have to tell you, I'm leaving a very different country from the one that I entered. So I'm optimistic for the immediate future, as we've talked about, but also for a more distant one. Thank you. Thank you again. Ова беше прошталното интервју на Жбогар за 360 степени. Ќе одиме уште на пауза за реклами, а по неа е саботажата. Останете насад.
Желбата јавноста да добие впечаток за елоквентност често пати умее да предизвика сериозен конфликт со интерпретацијата на кажаното. Идејата нечи бит да биде опишан како обичај и традиција никако не би можел ни лаички, а камоли стручно да се представи како манифестација на душевно заболување. Иначе се работи за сограѓанка од ромската популација, знаете, нивната психоза е малку подруга, кога некој ќе се разболи сите се заедно. Одредени предрасуди и стереотипи изгледа не се лечат и покрај тоа што некои со години живеат заедно. Исто и со намерата да се каже нешто важно, иако тоа, ако барем малку се подразмисли, нема апсолутно никаква врска ниту со текстот кој наведува дека секој функционер е исправен пред предизвикот да се корумпира, ниту со контекстот, дека сите се всушност корумпирани. Овие изјави не се никаква гаранција дека рацете ќе останат чисти, но нема ниту гаранција дека ќе бидат извалкани. Од тука ред е да причекаме, но дека никој нема да го сгреши патот, досега не се случило. За никој да не скршне, потребно е да се почитуваат правилата на игра, а за нив е важно многу да се вежба. Проблемот е во тоа што не постојат адекватни услови или ако ги има, тие се уште не се адаптирани на потребите. Че не ми е уопшто добро кој ти чудам дека во гимназијата има балетска сала, во што Пинџо нема ни сала. Таа што ако ставиме балетска сала кај нас во нашето училиште средно стручно, мислам дека нема кој да играе. Кога веќе се дебатира за лигата, освен стручните тренизи, потребно е да се знае дека при продажбата на збор не смее да се исклучи можноста купувачот, кој веќе долго е на пазарот, да ја одбие понудата. Во таков случај, цената и трошоците на зборот си ги плаќа самиот продавач. Мислам дека никој друг не може подобро тоа да го изведе од нашиот топ-шоп мандатар. Нема топ-шоп влада, има дормео опозиција. Политиката не би требала да стане телешоп, иако некои од новопечените во неа имаат одлична шанса добро да пливаат и во маркетиншките води. Ама некога станува збор за редовно рекламирање, туку за адвертајзинг кој бара специфична брзина на изразување. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. Според извештај број 17 од Светска банка пролет 2020 година, заедничко надворешно оценување за 2019 година за Македонија утврди слабости во смисла на финансирање на итниот одговор за здравство. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Подготвеноста на здравствената работна сила и комуникација на ризиците. И на крајот, кога наместо лекар или фармацевт, зависите од консултации со вашиот правник. И мора да се соочиме со тоа. Благодарам. Што благодарам? Заврши времето, бро. 10 минути имавте за говор. Сметам дека сте го читале деловникот, 10 минути имате за збор. Сигурни сте дека 10 минути поминаа? Ја имам сад, нема треба бидам ја сигурен, има таму мерач. Според деловникот за работа на 360 степени, истече времето за конститутивното издание на саботажата. Но и во овој мандат, таа ќе продолжи внимателно да го мери секој искажан збор. Завршува првото издание на 360 степени во оваа нова сезона 2020-2021. Утре вечер на Алсат емисијата 200, в среда економски магазин, четвртокот е резервиран за Руга Дрейт, а в петок сме повторно ние 360 степени во истиот термин од 22 часот. До тогаш пријатно!